Вечер, еве ги настаните кои го одбележаа денот. Основањето на Центарот за трансплантација во собраниска процедура. Голем е интересот на младиот Неготино за аплицирање за финансиска поддршка во земјоделството со грант од неповратни 10.000 евра. Се интензивира изградбата на канализационата мрежа во село Лисиче, општина Чашка. СДСМ и ВМРО-ДПМН со различни страни околу изборите. Зоран Заев смета дека во Македонија нема услови за фери демократски избори на 24 април. Наспроти тоа, Никола Тодоров со аргументиран став дека Државната изборна комисија има време за прочистување на списокот. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на пресконференција денеска излегува со став дека во Македонија нема услови за фери демократски избори на 24 април. Нема услови за регуларни, кредибилни избори, затоа што не е прочистен избирачкиот список и не се спроведени реформите за слободни медиуми. Секако, ако изборниот законник биде предложен во парламентот за укинување на терминот 24 април, кој што стои во преодните одредби, СДСМ ќе гласа за укинување на тој термин 24 април за изборите. Ние оставаме независната институција пред се, Државна изборна комисија, да соопшти кога ќе проектира прочистување на избирачкиот список, односно до кога тоа ќе заврши. Од друга страна, членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров во вестите на националната Сидел телевизија излезе со аргументиран став дека Државната изборна комисија има време за прочистување на списокот. Проценката мислам дека се темели на грешна предпоставка. Проценката се темели на предпоставката дека избирачкиот список треба да биде објавен за јавен увид на 5 март. Тоа не е точно. Таа предпоставка е направена врз основа на тоа што имале предпоставка да избирачкиот список се објавува 15 дена по распуштање на парламентот. Тоа не е точно. Избирачкиот список се објавува во рок од 15 дена по распишување на изборите. А председателот на Собранието на Република Македонија е тој кој што ги распишува изборите, и тоа во рок од 10 дена од денот на распуштање на парламентот. Никола Тодоров потенцираше дека вкрстувањето на избирачкиот список може да се заврши за најмногу 14 дена. Агенцијата за вработување на Македонија објави оглас за 2000 млади лица до 29 години за бесплатни обуки за странски јазици и компјутери. Сите заинтересирани кои сакаат да ги посетуваат обуките мора да бидат евидентирани како активни баратели на работа. Агенцијата за вработување на Република Македонија го објави огласот за посетување бесплатни обуки за општи вештини за млади лица до 29 години. Предвидено е 1000 лица да посетуваат обуки за странски јазици и 1000 лица кои ќе изучуваат компјутерски вештини. Од Министерството за труд и социјална политика објаснуваат дека воведувањето на оваа мерка се должи на работодавачите кои имаат побарувања за познавање на овие вештини. Обуката за странски јазици опфаќа обука од почетно, средно или пак напредно ниво. Може да биде за англиски јазик, француски или пак германски на целата територија на Република Македонија во сертифицирани обучувачки центри, додека пак обуката за компјутерски вештини за Microsoft Office, односно Word, Excel, PowerPoint и така натаму. Според надлежните, сите заинтересирани млади лица треба да бидат евидентирани како активни баратели во Агенцијата за вработување, доколку е исполнет овој услов, ќе можат да аплицираат за бесплатните обуки. Можат слободно во еден од центрите да дојдат да се евидентираат, да пополнат апликација за она обука за која што сметаат дека им е потребна и потоа да влезат во процесот на одлучување и понатака се надавам во постапка на добивање на обуката. За оние лица кои што имаат завршено, им се до 29 години, имаш завршено средно образование,
Единствен критериум кој што ќе се земе во предвид ќе биде нивниот социјален статус, односно врз основа на приходите во семејството. За реализација на оваа мерка се обезбедени 12 милиони и 400 илјади денари. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека се работи на се поголема инклузија на младите во мерките за вработување. Преку проектот Македонија вработува, приватните компании кои ќе вработат лица до 29 години се ослободени од плаќање на придонеси за 1 година. До крајот на овој месец сите фирми обврзници треба да достават годишни сметки за 2015 година до Централниот регистар на Република Македонија. 15 март пак е рокот за трговските друштва што поднесуваат годишни сметки во електронска форма и трговците поединци како и самостојните вршители на дејност. Сите фирми обврзници до крајот на овој месец треба да достават годишни сметки за 2015 година до Централниот регистар на Република Македонија. 15 март 2016 година пак е рокот за трговските друштва што поднесуваат годишни сметки во електронска форма и трговците поединци, како и самостојните вршители на дејност. Во петок, сабота и понеделник, приемот на годишните сметки во хартиени форми ќе се врши во сите регистрацијски канцеларии на Централниот регистар во периодот од 8 до 20 часот, а годишни сметки ќе се примаат и во недела од 8 до 16 часот, информираат од Централниот регистар. Согласно Законот за трговските друштва, средните и големите субјекти се должни до Централниот регистар на Република Македонија да ги поднесат годишните сметки и финансиските извештаи исклучиво во електронска форма, а ревидираните и одобрени годишни сметки и финансиски извештаи за 2015 година да ги достават најдоцна до 30 јуни 2016. Основањето на Центар за трансплантација на органи и ткива во Македонија се уште е во собраниска процедура. Сдруженијето на граѓани Хорлет целосно ја поддржува иницијативата, а Боре Видевски е пример дека животот може да продолжи со исто темпо и по направената трансплантација на бубрек. Во собраниска процедура е основањето на Центарот за трансплантација на органи и ткива во Македонија. Ова го соопшти министерот за здравство Никола Тодоров при посетата на општата болница во Велес. Со овој закон се предвидува да се основа посебна универзитетска клиника која наменски ќе биде основана за трансплантација, но и сложени хируршки процедури, а со тоа би се подигнало високо нивото на трансплантација во Македонија. Очекуваме таму да има едно многу повисоко ниво на организација, да имаат сериозна научно-истражувачка работа и да се отпочнат и трансплантации кои што досега не се работеле во Македонија, како трансплантација и на црн дроб, а потоа во наредна фаза и трансплантација и на други органи. Според Сдруженијето на граѓани на трансплантирани лица со органи или ткиво, дарители на органи или лица со отстранети или оштетени органи или екстремитети, Хорлет, основањето на Центарот за трансплантација е повеќе од потребно. Дека животот може да продолжи со исто темпо и по направената трансплантација на бубрек, сведок е Боре Видевски. Ќе го поминав тој болен процес на откажување на бубрези, отстранување и така. Бубрегот е пресаден, од самото преседување до ден денеска, значи јас имам нормален живот, значи сум здрав човек. Да нема забуна, ако речат, обично луѓето не знаат, па ќе кажат, овој има преседен бубрек, па пола човек и така, значи сакам да јавно да кажам дека тоа не е така. Значи ние сме здрави луѓе, способни за се да работиме како и сите други луѓе. Сдруженијето на граѓани Хорлет е основано пред 2 години. Целта на истото е особено активно да учествуваат во создавањето на здрава популација, свесна за ризиците и предизвиците, држава со намален број на болни, а с големен број на излечени и здрави лица. Интересот на млади од Неготино за аплицирање за финансиска поддршка во земјоделството со грант од неповратни 10.000 евра е голем. Досега се пријавиле повеќе од 70 млади, информира Ѓорги Ајтов, раководител на работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството од Неготино.
Досега повеќе од 70 млади аплицирале за земјоделски грантови од Неготино, според раководителот на работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството од Неготино, Ѓорги Ајтов. Интересот на младите од овој град за проектот Млад земјоделец е огромен, бидејќи добиваат финансиска поддршка во земјоделството со грант од неповратни 10.000 евра. До 600.000 денара се неповратни средства. Тоа е една добра сума која што еден млад земјоделец може да ја искористи да отпочне да се обезбеди, значи со потребна механизација за да почне да се бави со производство на дадена култура. Ова е проект кој веќе 5-та година поред се реализира преку националната поддршка за рурален развој на Министерството за земјоделство на Република Македонија. Услов за да можат да конкурират е да не се пријавуваат во Министерство за земјоделие повеќе од 18 месеци и другиот услов е да не се постари од 40 години. Се што треба да направат овие земјоделци е да се обратат кај нас во Агенција за развој на земјоделието. Во агенцијата ги добиваат сите упатства, сите инструкции што треба да обезбедат. Ајтов додава дека во работната единица на агенцијата исто така постои голем интерес за користење на финансиска поддршка од страна на земјоделците при подигање на млади лозови насади или овошни насади, но и при инвестирање во сточарството или пчеларството. Земјоделците чии апликации ќе бидат одобрени ќе добијат половина од вложените средства. Повикот трае до 29 месецов. Градежните работи за изградбата на канализационата мрежа во село Лисиче се интензивираат. Со ова ќе се реши најголемиот проблем, сметаат мештаните. Реализацијата на овој проект чини 13 милиони евра. Привршуваат градежните работи за изградба на канализациона мрежа во село Лисиче. За мештаните ова значи решавање на најголемиот проблем. Подобрување на квалитетот за живот без канализација е невозможно, велат жителите. Од друга страна, сега поинтензивно ќе се работи на развој на земјоделието, но и на руралниот туризам, велат мештаните. Па за ова на цено место ќе значи дека и ќе се задржи место, иначе многу почнаа да се иселуваат, ради тоа нема купатила, нема водата кај да оди, фекална канализација немаше. Сега сето тоа се среди, мислам, готово е по краците, по улиците, сегде е завршено, уште главната, уште 1500 метри имаат догоре да завршат, надоле на селото се е завршено. И одоздолу на влезот на селото. Уже од центарот на село до излезот до викендиците. И комплетно ќе биде завршено. Секако. Многу поубаво ќе се живее и за младите. Сега е убаво и за старите, но понатака и за помладите ќе биде поубаво. Ние сме благодарни што на пример ние како земјоделци отпаднеме води од тука по Стрет село, по сите патишта, ракија вариме, казвам водата нема кај доди. Фактички добро е за тоа што ќе биде едно село добро, ќе биде чисто. Изградбата на канализациона мрежа, покрај што ќе ги подобри условите за живот, надлежните власти очекуваат дека ќе придонесе за намалување на процесот на миграција. Ние не можеме да правиме патишта, водоводи, одводи и се оно што е потребно во една општина или во едно населено место. Улици се прават континуирано во се поголем број. Тоа е целта да останат младите таму. Ние сигурно не можеме да го правиме тоа само за возрастните луѓе кои што се да речеме и возрастни и болни и така натаму и не може да се движат. Едноставно ни е битно не само што да не ни се иселат младите, меѓутоа полека но сигурно и да ни се вратат оние кои што си имаат свое земјиште во своето огниште да се вратат. Реализацијата на овој проект чини 13 милиони евра. Средствата се обезбедени од Европската инвестициона банка преку Министерството за транспорт и врски. Во село Лисиче живеат 160 жители. Наскоро ќе започне реконструкцијата и проширувањето на патот Крњево-Бохула. Тендерот за овој проект е завршен и во секој момент се очекува фирмата да започне со градежните активности, обелодени градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Се бројат денови кога ќе започне реконструкцијата и проширувањето на патот Крњево-Бохула со цел подобрување на квалитетот на животот во руралните средини. Тендерот за овој проект е завршен и наскоро се очекува фирмата да започне со градежните активности, обелодени градоначалникот Александар Панов. Меѓутоа, нели заради зимскиот период и неможност да се работи на терен, истото го одлагаме. Таму изведувач, колку што се сеќаваме, Жикол од Струмица. И очекувам да исто така во наредниот период од месец дена, односно тогаш кога и асфалтните бази ќе почнат да работат, да
отпочнеме со градежни активности. Патот е од голема важност за повеќето села од Кавадаречко, како и за шумското стопанство, локалните земјоделци и лозари, а ќе има големо влијание за подобрување на животната средина на граѓаните од овие села, но и позитивно ќе се одрази и на стратешката определба на општина Кавадарци за заживување на селата и зголемување на бројот на жителите. Фактички комплетно го завршиме, да завршиме она цела патна инфраструктура која што ја имавме, а кој што со децени не беше реконструирана во Подкужувието, односно во бившата општина Конопиште, и да на сите тие луѓе од Бохула, од Крњево, од Чемерско, па и на сите други кои што гравитираат во тој простор да им понудиме уште еден реконструиран пат со помош секако на средства од владата и руралниот развој од Република Македонија. Токму поради неговата лоша состојба во минатото, сообраќајот се одвиваше отежнато, а возачите многу често се жалеа на безбедноста. Потребата од ваква реконструкција е неопходна и беше едно од приоритетните барања на мештаните. По повод патрониот празник на локалната библиотека Гоце Делчев, како и одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, локалната библиотека и Советот на млади распиша конкурс на тема Мојот јазик, мој идентитет. Конкурсот беше распишан во две категории, за прва и втора година, од средните општински училишта и трета и четврта година, че конкурсот пројави интерес голем број на средношколци и кај што тричлената жири комисија имаше тешка задача за да ги одбера најдобрите три од по двете категории. Жири комисијата имаше за право да пофали некој од што учествуваа на конкурсот и за првите три места има награди секој поединечно. Квалитетот на пристигнатите твори беше навистина голем. Навистина учениците, средношколците се потрудиле да со своето творештво да допрат до една тема која што навистина ги обседнува и е навистина важна во овој момент, а тоа е јазикот кој што кај сите луѓе практично се поистоветува со идентитетот. Луѓето кои што поседуваат одреден талент за пишување, луѓето кои што имаат таа дарба за творење, се луѓе кои што традиционално и продолжуваат да пишуваат, продолжуваат да творат. Некои од нив и веќе се произнеле со своји збирки, поезија, проза. Нема услови за организирање на избори за предвидениот датум 24 април. Донесена е одлука да се прекине соработката со посредникот Питер Ван Хауте, соопшти ВМРО ДПМНЕ. Бензините поевтинуваат за 3 денари. Ова се вестите од Македонија. Нема услови да се организираат избори на 24 април, изјави американскиот амбасадор Джес Бейли пред владата на Република Македонија. Според Бейли, собранието го има клучниот збор за тоа кога ќе има избори. Направен е одреден напредок, но се уште нема договор за медиумите. Бейли како можен датум за избори го спомна 5 јуни, но рече дека одлуката за избори треба да ја донесе собранието. Амбасадорот вели дека меѓународната заедница ги охрабрува сите политички лидери да останат целосно посветени на договорот од Пржино. Извештајот на САД и на Европската унија на заедничкиот состанок им беше презентиран на тројцата лидери на ДУИ, СДСМ и ДПА. На средбата не присуствуваше председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Извештајот синоќа го доби и премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев. ВМРО ДПМНЕ ја прекинува соработката со посредникот Питер Ван Хауте, како што соопштија, одлуката се базира на неговите навреди кон ВМРО ДПМНЕ и представниците на партијата кои учествуваа во преговорите, како и континуираното маловажување кон народот и Република Македонија. ВМРО ДПМНЕ долго време го толерираше неговото несоодветно однесување, делумно и заради фактот што после секој изречена наредба или омаловажување, Ван Хауте се извинуваше. За жал, веднаш по барањето да му биде простено, следеа нови испади и нови навреди кон ВМРО ДПМНЕ и граѓаните, се наведува во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. Од овие причини, како што додава партијата, веќе нема да учествува на состаноците на кои ќе присуствува Питер Ван Хауте. За 3 денари се намалува цената на бензините, а цената на дизелот останува непроменета, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросупер БС 95 ќе изнесува 55 денари за литар, додека малопродажната цена на Евросупер БС 98
ќе изнесува 57 денари за литар. Евродизелот и во наредните 14 дена ќе се продава по 41 денар за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинства се зголемува за половина денар и ќе изнесува 30 денари за литар, додека на мазутот 14,673 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 31,548 долари, а курсот на денарот 54,9 денари. Во споредба со изминатиот период, референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот 14-дневен период бележат намалување кај бензинот во просек за околу 11,55 или за 44,95 долари по тон, кај дизелот намалување во просек за околу 2,73% или 7,55 долари по тон и кај мазутот намалување во просек за околу 4,21% или за околу 5,94 долари по тон. Циклонот Винстон на Фиџи одзеде 20 животи по Банкок и Каула под закана за терористички напади на Исламската држава. Ова е светот денеска. Најмалку 20 лица загинаа во разорниот циклон кој го опустоши Фиџи, а властите предупредуваат дека бројот на жртвите би можел да биде поголем со оглед на тоа дека информациите од оддалечените подрачја на оваа островска држава се уште пристигнуваат до нив. Срамнети се цели села со земја на патот, по кој вчера со брзина од дури 325 км на час помина циклонот Винстон, покажуваат снимките од воздух. Винстон, најсилниот циклон некогаш забележан на јужната хемисфера, уништи голем број домови, тешко ја оштети инфраструктурата и го принуди населението да побара сигурност во засолништата. Официјалните податоци за бројот на загинатите за кусо време се зголемија од 6 на 20, бидејќи започнаа да пристигнуваат нови податоци од оддалечените подрачја. Информирани се властите во Малезија дека има сериозни сознанија за подготовка на терористички напади во Куала Лумпур од страна на Австралиското министерство за надворешни работи. Камбера наведува дека овие напади би биле знак за одмазда поради апсењето на 7 муслимански радикали кои се вратиле од боиштата во Ирак и Сирија и подготвуваат напади врз хотели и управни згради на компаниите во кои работат странци, при тоа не ги соопштиле изворите. Малезија најмногу е загрижена поради можни напади на регионалниот огранок на Ал-Каеда, групата Абу Сајаф, која действува и на југот на Филипините и тврди дека има над 1000 припадници. Закана за опасност од терористички напади на поддржувачи на групата Исламска држава има и за главниот град Банкок и познатите туристички центри Пукет и Патаја во Тајланд. Ваквите информации Тајланд ги доби минатата недела од Соединетите Американски држави, а за секој случај полицијата презеде сериозни мерки на предпазливост. МЗТ Скопје аеродром по 8 пат го освои купот на Македонија. Борко Ристовски во идеалниот тим во Лигата на шампиони. Новите НБА надпревари ги одбележа победата на Кливленд над Оклахома. Следуваат спортските вести. МЗТ Скопје е победникот во кошаркарскиот куп на Македонија. Македонскиот шампион, синоќа во финалето кое се одигра во Гевгелија, го победи Карпош Соколи со резултат 68-62. Наефикасен кај металците беше Дреноваc со 16 поени, додека во таборот на Карпош Соколи Кнежевиќ постигна 14 поени. За МЗТ ова е 8 трофеј на кошаркарскиот куп. Предходно, во финалето во женска конкуренција, славеше Бадел над Лотос со 88-58.
Која екипа ќе биде ривал на ЖРК Вардар во четвртфиналето, се уште е неизвестно и по одигрувањето на предпоследното коло од женската лига на шампионите. Ларвик од Норвешка, романски Баја Маре и ФТЦ Будимпешта од Унгарија имаат по 10 бода и се наделба од второто до четвртото место во група 1. Во својата група Вардар е сигурно трето пласиран, но има шанса црвено-црните да бидат дури и втори, затоа ќе им треба триумф во последното коло кај Савехов, а при тоа Ѓер да загуби на гостувањето кај ЦСМ Букурешт. Во четвртфиналето ќе се игра по принципот А1, Б4, А2, Б3, А2, Б3, А4, Б1. Победниците од овие надпревари ќе се пласираат на Final Four турнирот во Будимпешта на почетокот на мај годинава. Македонскиот ракометен репрезентативец Борко Ристовски е единствениот наш представник во најновиот избор на најдобрите и најатрактивните во последното коло од Лигата на шампионите. Неговиот тим Рајн Некар загуби на гостувањето кај Киелце, меѓутоа Борко Ристовски беше одличен со 11 одбрани, а една од нив беше изброена во најдобрите на колото, поточно се најде на 4-та позиција. Идеален тим на 12-тото коло. Лево крило Гудјон Валур Сигурдсон, Барселона. Лев бек Никола Карабатич од ПСЖ. Среден бек Домагој Дувњак Кил. Десен бек Блаж Јанц од Целје. Десно крило Дарко Ѓукиć Бешикташ. Пивот Торстен Лаен од Колдинг и голман Никлас Ландинг од Целје. Синокешната вечер во НБА лигата ја одбележаа победата на Кливленд над Оклахома и историскиот меч на Ентони Дејвис. Кливленд ја победи Оклахома со резултат 115-92. Кевин Лав кој постигна 29 поени, а дополнети со 25 поени на Леброн Джеймс. Лав го израмни и својот рекорд на кариерата со 29 поени, дополнети и со 11 скока и 4 асистенции, а Джеймс имаше 11 асистенции и 7 скока. Смит и Ричард Джеферсон имаа по 15 поени. Кевин Дурант пак постигна 26 поени, дополнети со 5 скока, а Расел Вестбрук беше на чекорот трипл-дабл со 20 поени, 11 асистенции и 9 скока. Ова е второ подруго пораз за Оклахома на домашен терен по All-Star викендот. Рекордни 59 поени постигна Ентони Дејвис, плюс и со 20 скока во победата на Нью Орлеанс во Детройт со 111-106. Времето денеска сончево и потопло. Температурите во интервал од 15 до 21 степен. Еве ги деталите. Ова беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно!